стопанските комори од регионот на Западен Балкан, вклучувајќи ги Стопанската комора на Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија, одржаа средба, односно регионална коморска конференција, на која што се утврдија заедничките приоритети за што ќе бидат содржани во акциониот план за зголемување на економскиот раст, и истите ќе бидат презентирани на втората конференција за Западен Балкан, која по иницијатива на германскиот канцелар Ангела Меркел и Европската Унија ќе се одржи на 27 август оваа година во Виена. Тоа е продолжување на започнатиот берлински процес од минатата година, каде што и ние како стопански комори се вклучуваме во процесот на дефинирање на конкретни предлози и проекти за приоритетите за овој регион. Предходно, пред одржувањето на регионалната коморска конференција, имавме можност да присуствуваме и на работна средба со значајни представници од Европската комисија и Европската инвестициона банка. Тоа се господинот Јирки Катаинен, подпредседател на Европската комисија за вработување, раст, инвестиции и конкурентност, и господинот Вилхем Молтерер, подпредседател на Европската инвестициона банка. Во фокусот на оваа средба беше и презентацијата на Европскиот инвестициски план на председателот на Европската комисија Жан Пол Јункер, со можност да се представат и перспективите за инвестициските проекти и за земјите од Западен Балкан. При тоа, со планот, познато е дека управува Европската инвестициска банка како финансиски орган на Европската Унија, и при тоа решението на Европската комисија е Европската инвестициона банка да земе одговорност за новиот, така наречен Европски фонд за стратешки инвестиции, кој што е замислен како фонд ублажувач на ризикот, кој што е наменет за поддршка на поризични проекти од оние кои што обично ги финансира Европската инвестициска банка, а во кои во соработка со земјите од Европската Унија секако ќе можат да искористат соодветни средства и земјите од Западен Балкан. При тоа, значајно е што преку овој фонд ќе се понудат и поцврсти гаранции, ќе се привлечат и приватни инвестиции кои што, како што беше наведено на средбата, недостасуваат во реалниот сектор, и тоа во следните области: стратешка инфраструктура, овдека се вклучуваат и дигиталната технологија, енергетиката и транспортот, како и во областа на образованието, истражувањето и иновациите. Новиот Европски фонд за стратешко инвестирање ќе располага со 21 милиарда евра, но според проценките на Европската комисија и нејзиниот председател е дека работата на овој фонд ќе има ефект врз економијата за 15 пати поголем од тоа, односно ќе изнесува околу 315 милиарди евра. При тоа на средбата подпредседателот на Европската инвестициска банка исто така оцени дека постојат голем број пречки кои што ги отежнуваат инвестициите, и дека се тоа недостаток на реформи во областа на работните односи, социјалните прашања, но исто така и во усогласеноста на регулативата, а токму овој фонд ќе овозможи надминување на пречките во оваа област и кај земјите од Европската Унија и кај трети земји кои што може да ги искористат поволностите од овие фондови. Нашата цел како стопански комори беше на овој подготвителен состанок, односно подготвителна регионална конференција, да ги согледаме и утврдиме заедничките приоритети токму во областите на инфраструктурата, енергетиката и образованието, и да ставиме односно уредиме еден нов начин на соработка и дејствување со дефинирање на заеднички проекти за дејствување во наредниот период. Она што е значајно е дека како Стопанска комора на Македонија во излагањето председателот Бранко Азевски истакна три клучни компоненти кои што би ги нагласила и денеска, кои што се неопходни за забрзување на економскиот раст во регионот, а тоа се дека е неопходно предлозите за нови инвестиции да произлезат од реалниот сектор, и заради тоа една од заедничките мерки и активности кои што ќе ги преземеме како стопански комори е да
председателите на стопанските комори учествуваат во националните инвестициски комисии при владите на секоја од државите од Западен Балкан, каде што ќе можат и директно да ги даваат предлозите за приоритетни проекти произлезени токму од реалниот сектор. Втората работа е дека на Западен Балкан му е неопходна забрзана реформа и дополнителни инфраструктурни инвестиции за клучните коридори и секако поврзаност на балканските градови на начин како што се поврзани и главните економски центри пристаништа во Европската Унија. Сето тоа секако има интерес, од сето тоа секако има интереси Европската Унија како целина. И третата значајна работа е дека учеството на регионот во вкупната трговска размена на Европската Унија во 2014 година изнесува само 1,1%, што е очајно слаб економски резултат и заради тоа е неопходно интензивно сите заеднички да работиме, најмалку да го удвостручиме или зголемиме уште повеќе во наредните години, а сето тоа ќе се постигне со активности кои што всушност веќе се започнати со неколкуте претходно одржани средби и со дефинираните приоритети и активности кои што ќе следуваат наредниот период со точно утврдени рокови, претходно договорени на минато неделната конференција на стопанските комори од регионот. Меѓу другите заеднички предлози на коморите покрај она што го нагласив е дека се однесува на членството во националните инвестициски комисии е дека со заеднички допис од коморите од стопанските комори од регионот ќе поднесеме до крајот на оваа недела заедничко писмо до владите на државите членки заради реализација на овој наш предлог со што ќе се овозможи коморите да имаат засилена позиција и овозможат вклучување на деловните заедници во реализација на приоритетните проекти. Втората работа е развој на конкретни заеднички регионални проекти за Западен Балкан, реков во областите инфраструктура, енергетика, но исто така и во други области кои што ќе доведат до реализација на ваквите проекти, а вклучуваат и олеснување на протокот на стоки и услуги и други пропратни активности кои што се неопходни заради забрзување на економскиот раст во земјите од регионот. Третата значајна работа која што се договори на оваа конференција е основање на коморски инвестициски форум за Западен Балкан, во кој што ќе членуваат представници од сите стопански комори, организирани во соодветни работни групи, кои што ќе се однесуваат на односно ќе бидат составени од представници кои што ќе ги дефинираат клучните приоритети во наведените области за заедничко делување и кои што поради усогласување на инвестиционите потреби и приоритети ќе бидат доставувани до владите на секоја одделна земја како предлози и до сите заинтересирани страни. Исто така, во наредниот период ќе се формира до крајот на овој месец заеднички центар за програмирање на регионални проекти кои што се финансираат од средства на Европската Унија и поради заеднички настап на трети пазари и ќе се настојува да се искористи партнерството со коморите чии земји се членки на Европската Унија со цел да може да се вклучиме во аплицирање и вклучување во проекти преку достапните фондови на Европската Унија во овие значајни области како што се образование, инвестирање во зелена технологија, енергетика, транспорт и така натаму. Ова се накратко заклучоците и препораките кои што беа утврдени на Виенската регионална коморска конференција. При тоа некои од препораките кои што заеднички ги востановивме и кои што секако ќе бидат презентирани на нашите влади е дека е потребно бизнисот да биде пред политиката, да се креира заеднички концепт на јасни активности со цел унапредување на деловниот амбиент и воспоставување на нова динамика на регионот. И коморите од регионот на Западен Балкан е договорено да се состануваат на секои 3 месеци на вакви средби и да ги договараат заедничките активности, а она што е значајно за нас е дека следниот состанок во ваков состав ќе се одржи во Скопје во организација на Стопанската комора на Македонија, каде што ќе имаме и разгледување на заклучоците и реализацијата
на истите кои што беа договорени на минато неделната конференција.